Проневерени 17 милиони евра, злоупотребени пари на граѓаните на Република Македонија. Се пумпале пари во приватни джебови, се изиграле тендери. Кочан е осомничен за финансиски криминал тежок 17 милиони евра. Ова беа само дел од написите во медиумите за случајот Труст последните неколку недели. Се започна со пресконференцијата на СЈО на 28 февруари, кога ова обвинителство со извртени формулации и неточни информации даде основа да се креира лажно мислење во јавноста, дека се украдени 17 милиони евра. Но доколку се анализира пресконференцијата на СЈО за случајот Труст, во која Трансмет е една од трите обвинети компании дека свесно ја повредиле постапката и доставиле невистинити документации во првата фаза од јавната набавка. Во неколку наврати ќе се види тенденциозноста на специјалните обвинителки. Еве што тие изјавија на тема Труст и наводната заработка на 17 милиони евра. Произлегува основано сомнение дека осомничените за конзорциумот оствариле противправна имотна корист од поголеми размери во вкупен износ од 1 милијарда и 60 милиони денари без ДДВ или, како што наведов, 17 милиони 235.772 евра, кој износ е целосно испратен од страна на ЕЛЕМ спрема конзорциумот. Со споменувањето на вредноста на договорот со ЕЛЕМ за ископ на потребите на РЕК Битола, СЈО безобразно изманипулира со јавноста дека 17 милиони евра се злоупотребени или украдени. Иако на истата пресконференција Ленче Ристовска во одговор на новинарско прашање одговори дека допрва ќе се прават вештачења кои ќе треба да покажат дали воопшто е злоупотребен и денар. Сепак, ова не беше пречка и во официјалната пресконференција обвинителките да оперираат со термини дека биле украдени неколку милиони евра. Свесно ги повредиле прописите за постапката за доделување на договор за јавна набавка и му овозможиле на конзорциумот противправна имотна корист ефектуирана во неколку милиони евра. Дури и во случај, сите сомнежи за наводно повредени прописи на тендерот да се покажат како точни. Тоа воопшто не значи дека работата не е завршена или дека е наплатено нешто што не е сработено како што тврди специјалното јавно обвинителство. Согласно сите економски поими и термини, надвор од здравиот разум е да се смета дека целиот приход е добивка. Ако имало намерни или ненамерни пропусти во документацијата, должни биле да ги увидат од тендерската комисија. Доколку пак документацијата била невистинита, тендерската комисија била должна тоа да го увиди и да го дисквалификува конзорциумот. Од компанијата тврдат дека сите работи биле 100% извршени според договорот. Од полемиките што ги водиме ние и вработените и со колегите ја што водам полемики, значи тендерите се знае како се добиваат. Значи се аплицира, има комисија, разгледува документацијата и доделува. Се, важното е дали тој тендер или било кој тендер што е добиен, дали е изработен и дали е квалитетно изработен и дали е наплатен по прописите и правилата на државата. Јас тука не гледам ништо да може да се прави, ако нешто се направило, значи кај е комисијата? Да се произнесе да каже да, ама на времето. Дека е неправилно, меѓутоа, штом е доделен, а комисија е формирана која што ги проверува фактите, дека е изработен е 100% во рок и квалитетно и наплатен. Одбраната на Сеат Кочан пред апелација објасни дека нема релевантни докази дека е направено кривично дело. Напротив, од приложените докази од СЈО произлегува дека се извршени набавките, тоест дејствијата. Располагањето се стекнува со потпишување на договорот, капарот бил платен и машините биле на располагање. Целата јавна набавка била извршена, па поради тоа нема изигрување на јавната набавка. Вели одбраната, а стои во решението на апелација.